формата. You'll always have passion. Патуваме од место, од Ориент Експрес, од Девармало заедно со Боријан Јовановски, новинар, шетан новинар, присутен на сите телевизии и со него ќе поделиме едно убаво свинско во сос од шитаке печурки и ќе пиеме некакво убаво винце. Ќе пробаме да купиме од него една од неговите омилени дестинации. Александар Бовин, 2007 година. Ова вино е бленд од сортите Мерло, Кабарне, Совиньон и Вранец, кои во случајов идеално се надополнуваат. Арома на црвени зрнести овошја и цимет. Полно тело, добро заокружени танини и добро во завршетокот. Би го препорачал со печено свинско во густ сос со шитаке печурки. Бокот тема немаме. Емисијата се вика Ориент Експрес, патуваме. Ние уште пред да почнеме да патуваме заедно со Ориент Експрес, значи само да ти предложам, дека ова мора има и да го изедеме, да ти кажам, нели едно убаво свинско со медов сос и шитаке печурки. Звучи. Попатно вака ќе си го издегустираме заедно со Чичко Александар на Бовин. Една совршена убава комбинација, а ти не уведе во разговорот со тоа што на едно едноставно прашање околу францускиот јазик ти ми наведе 3-4 дестинации кај што си го собрал францускиот јазик. Темата на емисијата е убави искуства, општо земено. Прашање на храна, прашање на вино, прашање на некоја анекдота, убаво пријателство, чисто да го споделиме со овој амбиент. Што би потенцирал, што би кажал нешто од својата, од сите тие патувања нагоре надолу по светот и по Европа? Добро,
убава тема за која со задоволство би зборувал, бидејќи она е како да кажеме, прашање на идентитет, прашање на израз на идентитет на една култура. И кога и фино ми да се представам себе си во една ваква прилика, например, јас не сакам да одберам земја, да речем оваа држава ваму или култура, ова ја сакам, ова не ја сакам. Јас сум човек кој го сака светот, ја сакам Европа и секаде кај што сум бил имам се обидувам да ги најдам доблестите на таа култура и цивилизација кои сметам дека се многу често изразени во храната. Да, не заземаме страни. И начинот на исхрана. Значи, во мојот живот, во мојата професија имам среќа да патувам многу. И се уште имам и се радувам дека Следеме дека така ќе биде и понатаму и дека повторно ќе ни бидеш гостин со некое ново искуство. Понатаму. Да, живи и здрави. И сега не знам од кај би почнал сега како да шетаме со Ориент Експрес, како ти патува од југ кон север да одиме. Дај правец некој за да го фатиме возот како што треба. Ориент Експрес е категорија која нуди едно поинакво доживување. Значи поинаквите доживувања како тема за оваа емисија, она што сакаме да го споделиме со гледачите согласно на твоите искуства. Почни од кај сакаш. Не мора да почнеме од почеток. Значи моите патувања, тоа е и камерманот кој патува со мене, добро го знае. Значи првиот контакт со културата или местото каде што одиме да работиме е храната. И тие впечатоци ми се многу драги, покрај се разбира оние луѓе кои ги запознавам таму, работата која ќе ја завршам. И не знам каде да почнам, кога спомна францускиот, за мене Франција е на пример една од земјите која, како да кажам, кај што исхраната, кај што таа вештина на умење да се сготви, да се спреми, според мене доведена тоа е една совршена, комплетниот однос. Тоа е нешто што е малку познато кај нас, за жал. Така што би почнал, ако се дозволи, од Франција како седиште, ако може така да се каже, или престолнина на добрата храна. Гастрономијата и гурманлукот, така. И не знам, значи од север, кога живее во Белгија, од север ако влезеш во Франција, значи веднаш во самото село во кое ќе дојдеш, може да седнеш во било кој ресторан и веќе јадеш изворедна храна, која е, пате ми не да речеме, нема во Франција, да речеме, ситуации, што знам, како нешто што е препознатливо, например, Италија па шпагети. Или сега, не знам, Франција па сега да речеме ова е. Не, тоа не постои. Значи, како ќе ја фатите Франција од северот, па се до југот, огромна е. 1000 километри е скоро тој пат, кој ќе го направите. Имате различни ситуации кои се едноставно секоја е приказка за себе. Региони со своји приказни. Јас имам таа голема привилегија, можност во животот да еден одмор поминам на дегустација на вино во Бургоња 96 година и после 97 година 10 дена да поминам во Бордо. Двата на дегустација исто на вина, кај што после сите дегустации, дегустацијата е незамислива ако поготово во тие региони без храна. И тоа е за мене тоа што јас таму го имам пробано како храна, како комбинации храна и вино, како однос на ресторатери или кувари кон, да речеме, однос кон гостите и пристапот, објаснувањето. Значи тоа е тоа. Тоа е тоа што за мене, да речеме, е рамно на некоја универзитетска диплома. Едноставно не се совладува. Многу ситуации во кои сум бил, сум си рекол, ова ја лесно можам да го направам, немам проблем. Со малку љубов можам да го направам. Тоа му е местото кај што викаш, се предавам, тоа е тоа, шефе, немаме што да правиме. Франција покрај другите и колевка на храната, апсолутно да. Разговаравме многу пати, Франција е еднаква на вино, Франција е еднаква на сирење. И сега, значи,
Бордо е моето место кое никогаш например нема да го заборавам по тоа што го пробав, видов, доживеав. Дали сакате од Атлантикот, значи од обалата на Бордо, која е на Атлантикот кој излегува, па јадете школки, кој сака да јаде школки, поготово остриги, многу луѓе знам се гадат, но тоа е сепак еден деликатес. Прашање на вкус. Остригите со белото вино со шавли, например, убаво, кое можете, например, во текот на денот, па после навечер да отидете до Сент-Емилион, кај што ќе пробате едно од врвните вина француски, со, да речеме, тоа се копани од патка со гравче. Као подлога. Звучи едноставно, ама не е. Значи, комбинациите кои се прават не се. видите. Многу ми е тешко да ги звучат многу да ги раскажам едноставно, да. Пристапот и односот кон храната во Франција е нешто што пошто Франција тоа не да се го пробате, да речеме, со добар помрол, или пак да пробате овие ова јетра од гуска. Да, пилешки джигер. Не е пилешки, тоа е баш пачи, од патка и сега има као можете да го пробате како паштета, која се мачка на леб, паштетата малку кошта многу поише од оваа паштета која ние ја знаеме, или например у свежа варијанта па малку на скара само запечено. Да. За задоволството се праќа, за цените не се праќа. И тоа нормално во Франција продолжувате, значи кај нас има една предоста дека ние као нешто ќе седнеме па едно мезе, друго мезе, не у Франција имаш седнуваш, имаш 5-6 сервиси. Да. И тоа трае. И со секој сервис имаш башка вино и така натаму. Така е. Па да речеме после ова што ви го школките, па ова што ви го кажав, влагате у варијанти на сирења, да сакате што ваш реневе да го спомнам како едно сирење кое е едно од врвните нивни сирења кое е исто така, што да ќе пробате со као или би во конечно со било кое пристојно бордо. Значи пристојно бордо вино кое може да го пробате. Значи тоа е бордо кое е искуство кое јас значи далеко сум од и малку умешен во описот за да можам да го добавам она што навистина може да го доживеете како храна и вино, да речем. Така. Тоа се лични искуства, тоа се лични убави искуства. Да. На почетокот на разговорот ја спомна Белгија. Ние досега не сме имале гостини од Белгија. Не дека нешто посебно очекуваме од таа кујна, често еден степ краток. Што белгијанците? Дали белгијанците имаат нешто пошто посебно би им обратил внимание или се сеќаваш во однос на храната и на вината? Како нивните комшии, да речеме. Белгијанците се на море, имаат изворена свежа риба, северно море, но добра, лосос, да речеме, туна добра, можете да пробате. И толку белгијанците за жал немаат да се пофалат како белгијска автентична, да речеме, храна. На тоа мислев, како некоја национална кујна нешто да е. Имајќи во предвид нивната наклонетост или влијание од француската култура, во голема мера се идентификуваат и самите себе си со таа француска кујна. Со таа култура, со таа кујна, да. Повеќе или помалку успешни, не е важно. Може да се издвои на Ардените, во делот на Ардените, тоа Ардените име нивната единствена планина, значи 600 метри надморска висина име нивниот врв. Што за нас е малку чудно, но не е важно. Тоа е негде околу средноводно, кај Поштац. Отприлика, тоа е, значи, врвот на Белгија но имаат дивечи кои изворено го прават. Тоа е нешто што, да. И во Ардените има села, за жал во нашите села се уште има само бирти, но не и ресторани со таа што би се нарекла од кузин. Значи имате ресторани во селата на Ардени со цел респект кон Ориент. Нема такви во Скопје. Апсолутно се согласувам, затоа што барем во Франција имам видено, но добрата вест е тоа што во Македонија почнува да се случува таков тип на така наречен наш селски туризам. Но далеко во Скопје почнува да се случуваат добри ресторани, многу ми е драго. Скопје станува голем град. Во селскиот туризам се уште кај нас, ако веќе правиме оваа дигресија, мислам дека жалам што се уште додатна варијанта ако така она брза заработка.
Да, фенси ресторани, кичерајски да не ги наречеме. Да, се уште не сум препознал, нели, иако знам дека Македонија има со што се пофали на тема Во храна. моментот е само интенција, во Јас, на моментот пример, е не знам само кај да идеја. одам добар зелник да јадам во некоја село. Ако знаеш, кажи ми. Јас би отишол со задоволство. Сакам зелник, обожавам. Еко, така Да, што, тоа е ама, нешто што не знам следи каде. допрва, тоа е Некој нешто да ми што го следи. замеси зелникот, него, нели, онака како што го биде правеле селски зелник. баба ми, и, Така. нели? Значи, да бидеме на Погача чисто. и лепче и Тоа е тоа. автохтоно, да, се уште Во може да се. Белгија дивечот го јадам, сега, Астерикс и Обеликс е белгиски стрип, знаеш? Така е. И сега препознатливо е она бутото Печеното, од да. дива свиња. Да. Сега, значи они таа традиција ја развиле во на културолошка смисла и ја адаптирале на цивилизацијски стандарди кои се нели адекватни за времето кое го живее. апдейтирани на векот во кој се живее, затоа што таа е гранка на туризмот која ние, ете, да речеме, Е голем потенцијал. патриотски некако, Ако кај сме, нас би ајде морало Бујрум, да е. така ли? Нели, ако сме патриоти, еве ајде да видиме, Бујрум нека биде некој патриот, нека направи, нека покаже и при тоа да заработи. Така? И при тоа нормално да заработи, но нормално. некаква приказна Да. своја мораме да Да ја ја смислиме, смислиме. бидејќи во наш така. има оние Значи, брендови се уште чучат, нели? Идентитетот е приказната уствари. Идентитетот е самата приказна. Кога ги спомна Астерикс и Обеликс, драго ми е што си онаа генерација што ги читаш и растеше со нив, што ги познаваш. И сега белгијанците го имаат земено, примиле сите влијание на француската кујна бидејќи се блиску. Со сите, еве на пример, ова што ти си го спремил мед со сот па малку, нели, облагороден што би се рекло. Нивниот дивеч од Астерикс и Обеликс Да. го имаат фино спремено со сите позитивни влијанија кои ги добиле од француската кујна. Испакувале на убава приказка, која е белгиска. Тоа е тоа. Арденска, белгиска, арденска по планината и селата кај што е се Ардените, или белгиска, ако сакате. Значи, Белгија е тоа и го имате Брисел, кој е апсолутно седиште на Европа, кој е Конгломерат, веќе- меѓународен. Он не е Белгија, он не е Белгија, он е Брисел. Он е сам за себе. Град кај што навистина ги има сите можни добри ресторани, сакате добар грчки, сакате добар турски, сакате добар Знам дека често шведски. патуваш во Брисел, сега службено, тоа е. нели? Значи све има добро. Брисел ми се чини местото каде што местото со најдобрите ресторани на светот. Дали може да го Евентуално наречеме Њујорк европски, може европски Њујорк, тоа апсолутно, сакав да те прашам. Сигурно, сигурно. Никаде во Европа немате тој тип на избор на добри ресторани. Значи добро, таму Карта е интернационална. целата да. Европа собрана Може да сега. замислите, на пример, работат не знам колку илјади шеѓани во Брисел, кои се доаѓаат од една средна, висока средна класа од Шведска, работат во Европска комисија, во други Да. меѓународни организации Да. или бизнис, не знам, не е важно. И се тој нема, сигурно нема да јаде фуш. Сака да јаде Апсолутно да. нешто- Си заслужува таква Тоа е фреквенција на луѓе. Така што тоа само си повлекло само по себе, така што тоа е. Брисел е европскиот Луѓето си ја носат својата култура таму. ресторанската сцена. Така, угостителството таму. Боко молим те, следниот прат во Брисел прашај дали има кебапчиња и бурек, евентуално као бизнес идеја. Има лоши. Затоа што има лоши лоши се. се, да. Значи нема во Босанците се Брисел, во трудат Брисел нешто да нема прават. бурек и кебапчиња, еве како една бизнес идеја. Да, јас си одев А има во клиентела? Пеца Вајле после она као кај нас. на времето. Имаше еден многу фин албанец, работеше во една руска кафана и си правеше сам за кеф бурек за себе после кога ќе му заврши работното Албанец во време. руска кафана прави босански кебапчиња. Па не, прави бурек. Или прави бурек, аха. И ја во 5 сати идев и ми даваше понекад парченце, некој е добар бурек. Тоа е добар профил и добра структура тоа на се Европа. дешава. Да се надеваме дека така и ќе продолжи и дека ќе ги измешаме енергиите, ќе ги измешаме Да. кујните, да не ни се лади. Боко можеме да си продолжиме со разговорот и Ева. со шитаке печурките, овр свинско и Ево, француско влијание да видиме така да во ми француски. Македонија. Јас се извинувам за овој денеска ми е нешто францускиот прилично лош, за следниот пат ќе се потрудам. Добар. Меѓутоа, ова е јадење кое може да го најдете во Скопје на наше и ваше задоволство. Значи, ако ништо друго, согласно јадењата, Скопје Наше станува добро еден- месо, наше добро месо, имаме стварно добро месо ние. Свинско, да. Па и телешко добро се уште имаме, јагнешко не зборувам. Јагнешко кој нешто тешко ќе најдете. Јагнешкото си е посебна приказна.
Значи јас во Белгија сакам да посветиме најдам внимание. јагнешко, платив до цена од скоро некои 30 и кусур евра, на некој пиринејско јагне кој нема врска со нашто. Но, Потешко и поголемо. кога нели ќе го културолошки обработите, Така, точно така. значи со сите Точно така. нишани, тогаш добивате нешто што е добро. Тоа јагне печено како нашто сам, значи печено само така кој што го печеле пред комитите, да речеме. Така, во фурна. Да. Значи нивното не може да биде како нашто. А види, се работи за сорти, се работи за Така е. тежина, Се се работи за работи за поднебје. сам квалитет Се и работи за поднебје, поднебје. апсолутно да, има во Европа има најчесто продавано бугарско и румунско јагне. Македонското излегува перфектно добро, завршува најчесто во Хрватска и во Италија на пазарите, во Грција. Да. Исто така, затоа што Значи имаме база феноменална. Ја апсолутно во да. моето брајчино кое е на Преспа, јас знам на пример од луѓе кои познаваат, на пример дека има преку од десетици вида на печурки кои се јадат. Но ние познаваме само 3. Вргањето, Најсигурни шарката и не се. шампиньоните. Да. Значи, сакам да кажам, тоа што ни е од Господ, уште не знаеме да го користиме. Ни тоа, а камоли да нешто со Господ се А Господ договориме. многу дал. Дал. Овде. Дал точно е тоа, ние само треба Ова да е се многу убава малечка, една многу убава земја од Бога данас, од Бога многу дано, Да. ама малце памет. И култура. Види, Господ И памет не дава. Добро. Памет не дава. Тоа се собира Си го земаш, попат. така? Не, така е, сам си го земаш, не е важи веќе она кој се буткал, не се Да се буткал. озбилно, Кога делел. прашањето на, значи, цивилизацијскиот, културолошкиот развој е прашање на отвореност. На Идентитетот. културите. Точно е, Отвореност да измешаш, а при тоа да го задржиш своето и да го надградиш. Да понудиш Затвореноста на и да умееш да културата, земеш. она е осудена на смрт. Да го употребам тој збор, тоа е тоа. Што се случува? Да, автохтоните култури. Затоа и се надевам дека во овој правец, затоа е можеби основната идеја на Ориент Експрес да прошета по меридијаните и географиите согласно на искуствата на гостите. Драго ми е што си тука. Не знам дали наздравивме за почеток и за добре дојде. Еве, некаде на средина на патот да си наздравиме и да покажеме дека и ние конј или вино за трка имаме. Тука јас мојот оптимизам во таа смисла не се губи никако. Така е, така е. Не задира во Знам што политика, има ако си во потврдиме мојата ние колку и патриотски да звучи, значи ова мала земја има што да понуди. Треба да го прошириме гласот, да ги измешаме културите и да едноставно се поставиме таму каде што дефинитивно ни е местото. Ти си во тие води, во еврокултурата, новинар, значи си достапен до сите или достапни ти сите информации и контакти и се она што треба за една перспектива, за еден напредок. Драго ми е што си тука денеска, што си ми гостин и се надевам дека овој добар глас или ти посакувам, те замолувам да го прошириш понатаму, кога ќе излезеш и еве, покануваме да секој кој што сака Се фалам дека у последно време и кај нас имаме по нешто. да имаме. Многу Точно. ми е драго, искрено. Бидејќи стварно мислам дека кујната и храната се апсолутно израз на на цивилизацијскиот развој на одреден народ, на одредена култура. Битен. Апсолутно да. Тоа што пред малку спомнати, ако некаков синоним врзуваме за Италија еднакво на шпагети, Франција еднакво на сирење и вино, значи да се мене ми е, трудиме. морам да го кажам, ова дека Италија, да, мислам тестенини ми се од едно село на Ла Специја, во планините над Ла Специја, во едно село кој не го памтам името, не е важно. Значи тоа се врвот на тестенина што сум го пробал икад, ама Италија јас ја паметам по фиорентинскиот стек. Тоа не е телешко, тоа е говецко месо, говецки стек е тој. Кој е добро, тоа е исто вид на говедо, но и тоа треба да го смистиш некако. Значи тој квалитет на месо и тој стек со горгонзола. Што е тоа говецко месо или можеби од бивол? Не, говецко е. Говецко е со горгонзола од озгора малце на крај, откако ќе се запече.
е нешто што мене Италија ми е ако збориме од овој аспект на За храна. Италија можеме да збориме до утре сабајле. Тоа и сега ми тоа со ова вино, знаеш како би одело тој фиорентински стек, тоа е чудо. Така. Па добро, види, Македонија произведува свинско, малку сметанки со говецко и ова затоа што нема организирано производство. Нели, јагнето ни е многу познато. Она што Франција мене ми е позната, барем понешто јас сум пробал таму, е доведено до совршенство, тоа се производите од козјо млеко. Да. Значи кашкавалите и меките сирења од козјо, за жал кај нас нели онаа дигресија на период временски кај што козите биле забранени, па не се одгледувале и така натаму. Сугестија, значи козјо сирење младо. Да. Со мед, козјо сирење младо со джем од портокал, подпечено во рерна. Подпечено во рерна. Добро. Продај. Ние засега имаме, значи, камамбер, Значи младо козјо сирење, козјо сирење, со кози домашен кашкавал. джем од портокал. Така, по барање на неколку гости, да не ги именувам сега, да не ги офирам по скопски. Значи, еден од десертите или завршницата за добра чашка вино ни е козјото сирење, младо козјо сирење со сладко од боровинки, од шапка. Може да е тоа Значи, варијанта. Може да е варијанта. Тоа е нешто што е... Може да е исто варијанта. Не су ама ова е француска направија. Значи козјото младо со види, Да, го значи потенцирате се користи пази, многу, француската, еве сега кога зборуваме за отвореноста на културите. Франција е, значи, ако некој може да биде горд на минато, вакво, такво и онакво од не знам кога, се французите. И сега кога велам дека они го усвоиле како свое, козјото сирење е нивно, но го облагородиле со известно влијание, еве, джемот од портокал, портокалот баш и не е така, нели, автентичен продукт француски. Така. Иако на југот имаат по нешто на медитеранскиот дел, но нема врска тоа. Али таа отвореност на мешање на култури, Експериментите, на примање на комбинациите, други култури точно е тоа. и комуникација со други култури, само го усовршува нешто. Морам да кажам дека и гостите од нашиот ресторан многу често се изненадени, пријатно изненадени од тие комбинации, ако изгледаат малце лудо на почетокот, свинско месо во комбинација со мед и некакви печурки, минатиот пат имавме нешто слично. Тоа се убави, храбри комбинации, значи може да се пробаат. Тоа е резултат на една отвореност при дегустирање на тие влијанија кои доаѓаат од југ, од север, од запад или од исток. Сепак сме ние, како и да е, и географски, и ментално веќе на една Па види, еве, одма сега да представа овакво, кои се најуспешни ресторани? Еве, ти работиш добро, работи Столе добро, работи, кога гледам Тоскана добро работат сите кои држат до она што е наше македонско и кои дозволиле да предлагање, Тоа е така, тоа. точно. Предложување на нешто што се случува таму. Ако веќе одиме кон Европа, значи одиме и на овој начин и тука би сакале да Не, тука не би го затварал на Европа. Значи тоа е прашање на отвореност на кон другиот. кон другиот. Така е. Со една детерминанта дека сакаш да го задржиш своето. Да не бидеш претопен во другиот при тој процес. така. Тоа е многу, тоа е голем предизвик. Да се отвориш кон другиот, а да останеш свој. Така е. Точно и за тоа. Значи, привршуваме инаку овој тип на разговор, јас би можел со тебе да го терам до Сабајле. Многу ми е драго, уште еднаш. Ја би можел да Затоа што овие се бескрајни убави теми исто така. Преоѓаме на музика и ќе видиме што ќе ни отсвират нашите музичари вечерва на тема Франција и Италија. Ќе ги замолиме да ни посочат нешто, да видиме дали сме и тука негде блиску, дали ни е тој звук близок. А сега можеме да си продолжиме со Добре, овој. свинското со те.